Водата во поплавените села е загадена, па локалната самоуправа на Чешиново Облешево во соработка со соседните општини за нив обезбедува цистерни со исправна вода за пиење. Освен тоа, населението добива и известна хуманитарна помош во основни прехранбени продукти и флаширана вода, што ја обезбедуваат Црвениот крст, фирми и граѓани кои се јавуваат како донатори. Во координирањето на активноста за прибирање помош е вклучено и Министерството за труд и социјална политика, од каде заедно со Републичкиот Црвен крст е испратен апел до граѓаните да помогнат со донирање помош. Телефонските броеви кои што се отворени во текот на вчерашниот ден се веќе на располагање и сите граѓани кои што сакаат да донираат можат да се јават и да донираат 100 денари. Исто така би сакал да истакнам дека за донацијата ДДВ-то владата ќе се откаже од ДДВ-то, истото ќе биде дадено на располагање за потребите за покривање на штетите од временските непогоди. Дополнително отворени се и сметки за донации. Секоја фирма компанија може да донира и преку банкарска трансакција на сметката. Исто така отворена и девизна сметка за сите оние кои што сакаат и имаат интереса и веќе се пројавува интерес од странство да дадат соодветна донација. Со прибирање на хуманитарната помош во изминатите неколку денови се поделени над 30.000 литри флаширана вода. Таа континуирано им се распределува на жителите во 5 места во општината каде е забранета употребата на водата од пумпите и бунарите. Во рамки на општината Чешиново Облешево детектирани се 7 домаќинства кои што се потешко погодени од самите поплави од страна на стручните служби на Центарот за социјални работи. Дополнително продолжуваме да следиме и во соработка со Црвениот крст состојбата на овие домаќинства преку средствата кои што ќе ги обезбедиме од страна на донациите од граѓаните на телефонските броеви кои што се ставени на располагање од сите мобилни оператори. Ќе се потрудиме да покриеме дел од штетата која што е спроведена. Имено планираме координирани низа на акции, само што започнавме изминатите денови со основната потреба, тоа е вода за пиење, меѓутоа дополнително исто така и обезбедени се потребните количини на прехранбени продукти, пакети за лична хигиена и исто така облека која што преку Црвениот крст веќе им се донира на погодените домаќинства. Во следниот период ќе следат низа на активности, а на крајот ќе спроведеме и соодветна акција кога ќе дојде време и за потребната бела техника по кукнина и друга опрема која што ќе им биде потребна на самите домаќинства. Во распределбата на хуманитарната помош се вклучија и активисти на Општинскиот Црвен крст од Кочани. Досега имаме доставено над 4000 литри вода во поплавените места. Екипите се на терен, прават проценка за досегашните штети во домаќинствата. Ќе продолжиме и понатаму со нашата активност со оглед на тоа какви потреби ќе се јавуваат понатаму од наша страна. Семејствата кои претрпеа штети од поплавите, а кои се евидентирани од страна на службите на Центарот за социјални работи, ќе добијат еднократна парична помош, а дополнително ќе се обезбедат и други донации.